Господин Беџети, вие како стручнjak по економија би ве запрашал за моменталната политичка ситуација, колку сето таа влие врз економијата, дали трпи во моментов економијата во Македонија? Па секако дека одамна трпи, значи последните 2 години ова структурална би рекол политичка криза и како влијало во економијата и не случајно гледајте ги податоците рецимо кај инвестициите. Преди се кај странските директни инвестиции, тоа директно се препознава. Значи, прошлата година ние остваривме 40% помалку од претходна година. Веројатно, пак ќе биде истото, уште и полошо во иднина, доколку продолжуваат вака состојбите. Па да не речеме дека тековно дури највише влијаат. Не дај Боже, ако ескалира кризата и ако почне да биде таа и безбедностна, како што земал таков тек, веројатно последиците ќе бидат уште покатастрофални, но да се надеваме дека до тоа нема да дојде. Знаете дека ние многу работи се стабилизираа во државата последните 10 години, во смисла на на некој начин граѓаните веруваат во финансиските институции, финансискиот систем, парите ги држат во банките и така натаму. И сега веќе почнуваат многу мина граѓани згрижени да на некој начин прашуваат во однос на сигурноста на нивните пари, сигурноста на институциите и така натаму. Може да замислите какви несогледиви последици би било од аспект на економијата доколку ова зема ескалација. Од друга страна се разбира, прашете ги стопанствениците, да се движите било каде во градот, дека буквално посебно последните 2 недели како да е сечено со лентата на бизнисот не тече и на некој начин сите се воздржувале, знаете. Економијата работи на очекувања. Значи, позитивните очекувања, движења, луѓето и повеќе ќе трошат, и повеќе ќе инвестираат, и повеќе ќе се движи цела економија. Кога доаѓаат вакви ситуации, луѓето се воздржуваат од зафаќања и како потрошувачи, и како инвеститори. И сето тоа после се закочува тој кружен ток на економијата. Да, имавме и голем број на странски инвеститори, ги гледаме долг период не е појавена ниту една компанија странска да инвестира во Македонија, но дали овој трг би продолжил доколку би се формирало влада, било која партија да формира влада, да не влегуваме во тоа, дали ќе се покрене економијата? Не, апсолутно, мислам дека секако има дури инвеститори кои што на некој начин ги подготвиле нивните бизнис планови, направиле некои анализи, меѓутоа еве чекаат да се формираат институциите во државата. Значи во една држава без влада, ние сме на некој начин со сосема техничка влада каде што институциите не може да функционираат. Замислите за секоја некоја потреба која што е неодложна, вие треба да ја прашате антикорупцијската комисија дали може да објавите тендер за јавни набавки. Кога една проста активност, нели, кој што е потреба секако, јавни предпријатија, јавни установи, институции, универзитети и други, не можат дури редовното работење да ја одвиват, бидејќи во текот на техничка влада таа е ограничено во однос на само технички одлуки. Така да дури и овие би рекол елементарни активности економски се зова, камоли повисоки активности од типот на нови инвестиции, нови проекти, нови зафати. Со самото создавање на институциите и преди се создавање на влада, нова влада, без разлика која структура би ја направила тоа, секако дека би се подвижало економијата одеднаш. Вие сте член на МАНУ. Да. Долго време не слушнавме ништо од МАНУ да се огласи, да изанализира состојбиве. Еве денес излегувате со соопштение, како гласи тоа? Па да, мислам дека не е излегува МАНУ до сега, меѓутоа не излегува со некое комплексно соопштение, опис. Вие знаете дека и МАНУ беше неколку пати атакирана, критикувана по некој пати половично основано, некој пати неосновано, меѓутоа сепак таа институција треба да води сметка
барем институционално кога се изјаснува. Деновиве очекувам денеска да се објави соопштението на председателството на МАНУ, каде што се врши едно согледување на состојбите и апелира и повикува до политичките чинители во државата, тоест до политичките партии, да се подигнат на нивото на нивна одговорност во однос на каде оди државата. Така да МАНУ повикува во израз на институционален капацитет, во израз на одговорност на политички партии и на сите чинители и субјекти кои што на некој начин влијаат во овие размери на оваа криза, за да ја подсмируваат состојбата и не би требало да се пуштаат во би рекол контролирани активности во иднина, затоа што веќе сега не е само политичка кризава. Мислиме дека оваа криза веќе не е само политичка, ова е и безбедносна криза. Веќе ако се нафрлуваат тензиите и во однос на и меѓуетничките аспекти, таа станува уште покомплексна. Само да подвлекуваме уште еднаш, не случајно тродимензионалната оценка на состојбите на Могерини покажа дека не само што е комплексна државата, туку е во комплексен регион и во комплексно време. Значи, ова тродимензионална анализа на состојбите покажува и тоа на комесар на Европска комисија која е за безбедносни прашања и надворешна политика. Подсетиме, таа е на некој начин заменик на Хавиер Солана, кој престојуваше во текот на конфликтот во Македонија секоја недела. Но дали досега политичките партии ги следеле препораките на МАНУ? Очекувате ли да се држат кон вашата препорака што денес ќе се објави? Јас лично не очекувам затоа што ги гледам нерационални однесувањата нивни досега. Меѓутоа сепак институциите кои што се на некој начин носители и на ваквите, би рекол, смирувачки тонови, тие се должни тоа да го прават. Ние да имавме институција одговорна председател на држава, тоа требаше да го прави, а не тоа да биде институција која фрлеше улје во оган. Така да кој ќе го прави друг ако не МАНУ? Некој може да каже па што има МАНУ сега да се меша во вакви ситуации? Ако не МАНУ, кој друг? На некој начин државата се наоѓа во раскрсница, во крстопат. И МАНУ повикува, апелира во однос на издигнување на ниво на одговорност на сите институции кои што се релевантни носители. Благодарам што гостувавте во Дневникот на телевизија Ултра. Беше драго.